Сам дека вијам и претходно укажано и од оваа говорници и од другите сали основната разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. За разлика од вас, ние слушаме. Слушаме што велат граѓаните, слушаме што велат фелата, слушаме што укажуваат и посочуваат, но слушаме исто така што говори и министерот, и заменик министерот, и ги слушаме колегите. За разлика од нас, вие не слушате. На страна фелата и другиве организации што ги напомнавме, не го слушате ниту министрот, а не се слушате ни самите себе си, што кажате пред само неколку месеци. Дозволите само да ве подсетам, нема да има потреба од стенограми или нешто слично, не ми е целта да укажеме дека владата лаже, дека мнозинството даваат бланко подршка од пратеници на невидено, на неаргументирано, на нешто неосновано. Ова ќе го укажеме само ради констатација. 5,3 милиарди евра буџет ни предложија на почетокот на годината. Не уверуваат дека е тој реален, па не уверуваат дека ќе бил и развоен. Ние и тогаш укажавме. Ниту е реален, ниту пак ќе биде развоен. Ова е инфлаторен буџет. Бидејќи само така може да се надеваат дека ќе го наполнат. Врз грбот на граѓаните во прва линија и од втор аспект стварач врз компаниите. И токму на оние што се најдисциплинирани. Тоа беше првата работа. Втората работа што укажавме во однос на неспособноста на власта, дека немаат капацитет, ниту пак намера да ги реализираат проектите што самите ги зацртале. И третата работа, укажавме на криминогените клики или алки, со кои што се раководи оваа држава, каде што душмански се злоупотребува буџетот. Укажавме на извештаи, укажавме на препораки, укажавме на забелешки, како од дома, така и од меѓународни релевантни организации, наши стратешки партнери и така натаму. Каков беше одговорот? Одговорот беше: добро, можеби нешто од тоа што го велите вие држи, но ние ќе имаме зголемени приходи не врз база на инфлацијата, туку ќе имаме врз база на зголемени приходи од ДДВ-то, ќе имаме зголемени приходи по основ на имплементација на софтверски решенија и ќе имаме зголемени приходи врз основа на борба со сивата економија. Неколку месеци денеска имаме одлука за прераспределба на средствата. Дури немавме ни храброст да се донесе она како што треба, постапка за ребаланс на буџет. Бидејќи ќе можеме, ќе имаме простор, начин во тие рокови да прочепкаме малку подлабоко во ставките, да имаме повеќе време да дискутираме и така натаму. Материјалите што ги добивме беа едни скромни 3 странички по 148 збора за 300 милиони евра средства што ќе треба да се прераспределат, кажав и на комисија, дозволите сега да повторам, еден збор на владата негде околу 2 милиони евра, што вие сега на степо сакате да ги поддржите. Каква ни е фактичка состојба? Со оваа прераспределба, од оние најавени зголемени приходи од ДДВ, сега бараме, односно очекуваме 120 милиони помалку. Дали не е тоа пораз тотален на фискалната политика на државата? Најавија имплементација на софтверски решенија. Во меѓувреме имавме серија на скандали. И не зборам тука само за скандалот со лиценците. Говорам за хакирани системи. Зборам за хакиран биро за јавни набавки, за ФЗОМ. Збориме за ситуации кои што станаа без завршица, без одговорност, иако било благовремено укажано не само од страна на опозицијата, било укажано и од релевантни институции во државата, со конкретни препораки. Препораките игнорирани, криминалните тендери спроведени, штетата врз граѓаните и стопанството реализирана. Без одговорност, без казливост, без понатамошни чекори. Овие податоци кои ги кажуваме, имајте предвид дека носечките две институции во државата, кои што се задолжени за полнење на буџетот, се раководени директно од врвот на СДСМ, од двајцата потпресјатели. Едниот на УЈП, другиот на Царина. Еден мал преседан што го имаме во светот. И во такви услови повторно имаме неодговорност, неказливост, непредвидливост и патека која што е крајно непредвидлива. Еве да дозволите да се укажам 150 милиони нови задолжувања, може ќе го спомнеме тоа, може би не. Во услови на рекордна инфлација.
Еве, дозволете на уште еден аспект да збориме. Она што го кажавме тогаш, пред неколку месеци. Сега се фалиме, ќе правите серија на пресконференции, ќе ги лажете граѓаните, ќе ги лажете фирмите, ќе го направиме ова или она, предвидени се пари во буџетот, за на крај на годината да дојдете со ребалансот, тие пари ги скратите и да ги пренасочиме во некои други непродуктивни трошоци. Сега мене ме интересира, повторно ќе прашам, бидејќи не добив одговор, кој критериум го искористивте за овие проекти да бидат отргнати? Ќе збориме и поставки понатаму, мислам дека ќе имаме време. Кој беше критериумот да утврдите вие дека изградбата на школи, на градинки, најчесто на сите други капитални инвестиции не се толку важни колку некои други ставки за кои што ги прераспределивте? А пазете, денес излегува министерот и ни кажува дека дел од парите ќе биле искористени за поврат на ДДВ. На ДДВ-то исто она што очекува да биде многу поголемо, ни кажуваат дека се неспособни да го соберат, односно граѓаните куповната моќ е намалена, не може да се наполни за 120 милиони и проекцијата е помала и за нив немало пари во буџетот. Нешто или нелогично, нешто или нејасно. Каде се движиме? Ајде сега со тие проекти. Спомнаа дека некои од нив не биле реализирани. Две причини има. Првата, или се одолговлекло бидејќи се неспособни, втората, или имале проблеми со постапката. И тоа е пологично. Комисијата за јавни набавки во нивниот извештај кажа дека малтене секоја трета постапка се поништува. Тоа значи дека за еден најпрост проект ќе имате наместо 3, ќе имате 6 месеци, половина година поминала. Фирмите и истражувањата на јавното мислење кажуваат дека секој трет тендер е наместен и тие податоци се потврдуваат од јавните набавки. Практично овие се понештуваат бидејќи имале обид неуспешен да ги наместат тендерите, а оние што ги наместиле, реализацијата им е лоша. Премногу плаќаме, за ништо да не добиеме. Тоа ли се случува во државата? И затоа имаме оваа прераспределба сега на средства. И вие кажете ми дали се движиме во правилна насока или не. Граѓаните велат, малтене веќе како плебисцит, 80% дека се движиме во погрешна насока. Фирмите велат дека ова не се услови за работа, дека размислуваат веќе да се преселат. На нивниот очаен обид да допрат до власта, во нивното директно обраќање писмено, каде што укажуваат на проблемите кои се соочуваат, каде што укажуваат на неправдите кои што ќе биде нанесен со данокот на солидарност, каде што кажуваат кои се последиците, двојно доначување, класичен арач, желба за преселување на бизнисите, губење на работни места и така натаму, власта одговори со уште поголем притисок врз токму оние фирми кои што се најредовни плаќачи. А во услови кога имаме 500 милиона во сивата зона за наплата или преку милијарда една во сива зона што се врши промет. Сега кажете ми кај се мерките. Да имавме таков момент кај што ќе ни беше реферирано извештај, дела, акции, резултати, па да можеме да размислуваме. Овде, во ситуација на комплетна неспособност, имаме притисок врз фирмите и дополнителни задолжувања. И тоа е системот кој што они сакаат да си го течат. Да видиме уште една мала хипокризија. Полни усти за животна средина, она што мене ми е најголемата болка. Каде се крати? Управување и заштита на води. 105 милиона помалку. Кажете ми зошто не е за вас ова приоритет. Се сеќавате на вашите дискусии. Третман на отпадни води, градежни објекти, 25 милиона помалку. Ова се практично пречистителни станици. Или системи за прочистување на водата. Дискутиравте до сега за канализационните системи. Зошто не ви се важни? Нека ни кажат таа комисија за реализација што спомнува, дали работила и што сработила. Нека ни кажат кој директор не си ја завршил работата. Нека ни дадат предлог овдека за негово разрешување. Повторно градежни објекти и во Министерството, ова се расходи од заеми. Најстрашното, на 10 пати укажано на оваа говорница дека плаќаме камати од одобрени кредити кои што не се реализираат, ради неспособност или тенденција, ние со тој терк продолжуваме понатаму. Има уште многу ставки, сега забележав дека времето ми стекува. Вака држава не се води и затоа потребата од промена на власт е час поскоро. Контрреплика Марија Костадинова.